Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Струен шок за 30% од домакинствата од 1 јули. Сметката која зимава чинала 10.446 денари, со новиот тарифен модел ќе чини 14.947 денари. Ке поскапи и огревното дрво, а пелетите веќе се со повисока цена. Со последниве информации за забрана за извоз од Босна и Херцеговина и Република Србија, тоа може да претрпи промена, посебно што огромен дел од нашите количини ги увезуваме од таму. Треба ли да се почнува со изградба на автопатите со Бехтел и Енка во кризна година? Кога имаме пред нас уште една огромна криза која што ќе следи негде пред крајот на годината, особено заради тоа што ќе има недостиг на храна, ќе имаме проблеми со електричната енергија, воопшто не е паметно да се започнува со ваков проект. Напротив, во време на криза, овој проект ќе им помогне на граѓаните, компаниите и на работниците и ќе влијае на економскиот развој на земјата. Wenn man zum Beispiel für die Zahlung von mehreren Millionen Kaution Haftverschonung erhält, ist das etwas, was nicht zum Vertrauen in die Justiz des Landes beiträgt. Интервју со германската амбасадорка. Ја видовте најавата за темите што ги третираме во ова издание. Ќе одиме кратко на реклами, па ќе се вратиме со сториите. Германија и натаму смета дека билатералните прашања немаат место во пристапниот процес за ЕУ и дека спорот меѓу Бугарија и Северна Македонија треба да се решава паралелно со преговорите за членство. Оваа изјава на германската амбасадорка Анке Холштајн доаѓа откако деновиве во бугарските медиуми се појавија информации дека бугарскиот премиер Кирил Петков на последниот состанок со коалициските партнери во владата во Софија рекол дека ќе побара од ЕУ условите на Бугарија да влезат во преговарачката рамка за Северна Македонија како начин да се крене ветото во јуни. Wir sind der Auffassung, dass Bilaterales keinen Platz im Erweiterungsprozess haben sollte. Bilaterale Schwierigkeiten sollten parallel zum Beitrittsprozess bilateral gelöst werden. Also bei Erweiterungsrunden in der Vergangenheit war es allen Mitgliedstaaten immer wichtig, bilaterale Fragen und historische Fragen, wenn sie zum Streitpunkt werden, sind immer irgendwie bilateral, ansonsten würde man sich nicht drüber streiten. Solche Fragen sind in der Vergangenheit immer draußen gehalten worden. Und das ist das richtige Prinzip und das sollte man auch beibehalten. Во интервјуто за 360 степени, амбасадорката на Германија најавува вклучување на канцеларот Олаф Шолц во напорите за кревање на бугарското вето со посети на Скопје и на Софија во следните недели, а во делот на домашните обврски порачува: ако со плаќање кауција од неколку милиони евра се добие поштеда од затвор, тоа е нешто што не придонесува за доверба во судството, како јасна алузија на неодамнешните спогодби меѓу обвинети и обвинителството во јавно експонирани случаи. Интервјуто со Холштајн е подоцна во емисијата. Струен шок за 30% од домакинствата од 1 јули. Сметката која зимава чинала 10.446 денари, со новиот тарифен модел ќе чини 14.947 денари. Ке поскапи и огревното дрво, а пелетите веќе се со повисока цена. Треба ли владата по секоја цена да инсистира на започнување на реализацијата на проектот со американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка за изградба на неколку автопатски делници во кризна година како тековната? Ова е прашањето што нашата Славица Филиповска им го постави на власта, на опозицијата и на експерти. И еве до какви одговори стигна. Кризата не ја попишмани и владата да продолжи со постапката за изградба на трите нови автопатски делници долж коридорите 8 и 10Д. Со несмалено темпо, работите се движат кон очекуваните директни преговори со американско-турскиот конзорциум Бехтел Енка, откако беше заобиколен законот за јавни набавки. Директорот на јавното претпријатие за државни патишта ЈУ Простеми пред 10 дена кажа дека се бара фирма за надзор и правен консултант. Веќе е формиран и комитетот за преговори за склучување на договор за зградба, а по интензивната подготовка на целокупната тендерска документација објавивме оглас за избор на надзор и правен консултант, кој што
ќе ги води преговорите заедно со веќе формираниот комитет од страна на влада. И ова постапка е во завршна фаза. На чело на комитетот за преговори е првиот вице-премиер и министер за политички систем, Артан Груби, кој ќе треба да пресече дали ќе биде прифатлива понудената цена за новите автопати. Тој не најде време за интервју со 360 степени, а прашањата за тоа до каде се работите ги одговори неговата прес-служба. Во завршна фаза е постапката за избор на меѓународен правен трансакцијски советник и надзорен орган, кој во име на комитетот, односно државата, ќе преговараат со Бехтел Енка. Во моментов се вршат институционални и административни проверки на меѓународна компанија и се надеваме дека процесот ќе заврши оваа недела и ќе се потпише договор. По изборот, консултантот спроведува преговори со конзорциумот Бехтел Енка и го доставува до владата договорот за одобрување како последен чекор до започнување на градежните работи. И ако се тече како што треба, истите ќе почнат на почетокот на месец јули. Груби вели дека темел ќе биде удрен веќе во јули, а според неговиот колега Бектеши, може би и во септември. Ама воон са Штата ме гушти. Осе филими што говори. Таша до тие филими гушти, та до меси, а по фунди, а по до тие да фунди корику, таш дошаем процедурат. Крупниот инфраструктурен проект почнува во кризна година, па министерот за финансии Фатмир Бесими мораше да направи корекција на буџетот. Новите автопати нема да се одложат за година, но наместо првично предвидените 100 милиони евра, со ребалансот се скратени 40 милиони, што значи дека државата годинава може да одвои 60 милиони евра за оваа инвестиција. Во однос на капиталните расходи, би истакнак дека тие остануваат сепак на историски највисоко ниво. Она што го нуди компанијата Бехтел Енка е клуч на рака, односно и проектирање и изведба на автопатите Тетово Гостивар Бокојчани и Требеништа Струга Ќафасан од коридорот 8. Коридорот 10 се однесува на автопатска делница Прилеп Битола. Функционерите на ДУИ се особено горди на овој проект, па коридорот 8 се најде на овогодишната роденденска торта на нивниот лидер. Пратениците на ВМРО ДПМНЕ, кога во собранието се гласаше патиштата да се градат со директна спогодба наместо преку јавна набавка, не гласаа за, но не гласаа ни против. Претходно, кога законот беше пред надлежната собраниска комисија, опозицијата даде премолчено зелено светло за проектот. Подпредседателката на партијата и поранешна дополнителна заменик министерка за финансии, Гордана Димитриевска Кочовска, иако не е против проектот, вели дека годинава сепак не е најдобрата за да се удираат нови темели. Во вакви услови, кога имаме пред нас уште една огромна криза која што ќе следи негде пред крајот на годината, особено заради тоа што ќе има недостиг на храна, ќе имаме проблеми значи со електричната енергија, воопшто не е паметно да се започнува со ваков проект. Иако за Димитриевска Кочовска капиталните инвестиции се клучни за нашето стопанство, низината резерва за новите автопати се должи на тоа што претходно почнати проекти не се завршени. Зошто во континуитет години наназад тргнуваме со проекти за кои што не сме завршени, значи со проектна документација, физибилити студии, така натаму ни 25%, а тргнуваме во реализација на истите. Значи се враќаме на истото, ќе обезбедиме пари, ќе земеме и кредити, но до каде ќе стигнеме? Само да се додвориме на одредена, не знам, група на луѓе, да покажеме дека нешто работиме. Работата е завршена кога проектот е комплетно завршен. Значи, пак повторувам, Кичево Охрид не ни е завршен 5 години наназад, ние сега ќе тераме некој нов проект. Но вице-премиерот Артан Груби смета дека не е паметно да се штеди на патишта. Напротив, во време на криза, овој проект ќе им помогне на граѓаните, компаниите и на работниците и ќе влијае на економскиот развој на земјата. Како во светот, и кај нас војната во Украина ги зголеми цените, а со тоа и инфлацијата. Домашната економија, вели професорот Маријан Петрески, е под ризик да навлезе во така наречена стагфлација, односно да има стагнантен мал раст, придружен со растечки цени. Во такви околности, според него, оправдано е да се троши на капитални инвестиции, а да се биде предпазлив за тековните и непродуктивните инвестиции. Нешто чини многу и веројатно потешко може да се изведе, особено на кратки стази, нешто чини помалку. Значи, таква дебата би рекол дека не отворивме. Меѓутоа, постои благо, би рекол, реструктурирање на тие капитални инвестиции, особено во делот на инфраструктурата, без оглед што
во тој сегмент на инфраструктура, нели, инвестирањето е проследено и со одредени проблеми, особено во делот на патната инфраструктура. Значи, да заклучам директно на вашето прашање, би рекол дека оправдано е всушност во делот на капиталните инвестиции да се троши што повеќе во вакви околности, бидејќи тоа ќе ја поддржи економијата која што се соочува со ризици од стагфлација. Сепак, и професорот Петрески смета дека треба да се внимава, особено по најавите дека не чека неизвестна зима. Состојбата треба да се следи, може да се развива, да дојде до нагли поместувања и се разбира во таков контекст треба и да се размислува за реструктурирање. Независно од кризниот период, планот за изградба на автопатски делници во директни преговори со Бехтеленка е мета на критики од самиот почеток. По потпишување на меморандумот за соработка меѓу владата и градежната компанија, чин на кој присуствуваше и амбасадорката на САД Кейт Брнс, први реагираа невладините организации со оценка дека има ризик од корупција. Не постои ниту еден валиден аргумент кој би го оправдал ова грубо заобиколување на законот за јавни набавки. Предупредување стигна и од Албанија, каде Бехтеленка го гради автопатот кој беше помпезно најавуван како патриотско поврзување на Косово и Албанија. Делницата се изгради, но со драматично повисока цена од првично договорената. When you have no competition, when you have oblique tendering procedures which are just pushed swiftly through parliament without oversight, without being based on the let's say law, on the procurement law that you have in North Macedonia, you run the risk of having let's say a procurement which is not beneficial to the taxpayers. And I think you should learn from the past and what happens in Albania and Kosovo in this regard. Политиката засега не ги слуша овие гласови. По потпишаниот меморандум, минатото лето собранието експресно го изгласа специјалниот закон за изградба на коридорите. Председателот Стево Пендаровски го потпиша указот со образложение дека никој од пратениците не гласал против. Владата, собранието и шефот на државата ги одмолчаа и предупредувањата на антикорупцијската комисија која оцени дека специјалниот закон за Бехтеленка ги крши уставните начела за слобода на пазарот, дека има правни празнини што оставаат простор за субјективизам, политичко влијание и висок ризик за корупција. ДКСК го оспори законот и пред Уставниот суд, но судот одлучи да не поведе постапка. И дополнително ни предизвика посебен интерес, а и сомнеш, благодарност е искажена од страна на Артан Груби кон уставните суди. Одлуката на Уставен, вице-премиерот Груби ја прогласи за вест на годината. Од 1 јуни се воведува суштински нов систем за пресметка на цената на струјата за домакинствата. Според најавите, за околу 70% од домакинствата нема да има голема промена, но околу 30% ги чека вистински шок. Тие се оние што трошат најмногу електрична енергија. Примерот што го пренесува Александар Димитриевски открива дека месечна сметка што сега чини околу 10.000 денари, од 1 јули ќе се зголеми на околу 15.000 денари. Летото календарски се уште не е почнато, а ноките веќе се жешки. За оние што зимата ја поминале грејки се на струја, тоа значи дека почна периодот во годината кога може да се здивне од високите сметки. Но може би уште на крајот на оваа недела граѓаните ќе имаат првична представа по која цена и на кој начин наскоро ќе ја плаќаат струјата што ја трошат дома. Прашање на денови е кога регулаторната комисија ќе го стави на јавна дебата својот предлог. Домакинствата кои трошат повеќе електрична енергија да плаќаат поскапо. Оние што трошат помалку да плаќаат и поевтино. Идејата која се готви веќе неколку месеци е така наречен систем на тарифни блокови. Секој блок ќе плаќа различна цена за киловат час, а во кој блок ќе влезе одредено домакинство ќе зависи од вкупно потрошената струја во еден месец. Една работа е веќе сигурна кога е во прашање начинот на кој ќе се одредува блок тарифата за секое домакинство. Ќе се зема предвид само потрошената струја во скапата тарифа. Ова го обзнани првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски во најновото издание на економски магазин на ТВ Алса. Едно што треба да се знае е дека за ниската тарифа ќе нема блокови. За лоќната ќе постојат блокови само за времето на важење на
скапата тарифа, тоа е како и до сега од 7 до 22 и во неделите. Секој ден ќе важа тие, во недела цел ден ќе си остане ефтина тарифа како што е до сега. Иако одбиваше да соопшти дефинитивен став, Беслимовски во интервјуто остави впечаток дека најверојатно ќе има 3 тарифни блока, а со тоа и 3 цени на струјата. И тоа: во првата група, односно прв тарифен блок, ќе влезат домакинствата што трошат до 250 киловат-часови месечно во скапа тарифа. Во вториот блок, најверојатно ќе бидат домакинствата што трошат од 250 до 500 киловат-часови месечно во скапа тарифа. Во третиот блок ќе бидат оние домакинства што трошат над 500 киловат-часови месечно во скапа тарифа. Беслимовски вели дека најголемиот дел од домакинствата ќе влезат во првите 2 тарифни блока. Некаде околу 70% од домакинствата нема да влезат во последниот блок. 70% од домакинствата нема да влезат во последниот блок, во тој што ќе плаќаат најмногу. А другите 30% се распределени во другите 30% разликата помеѓу потрошувачката во првиот и во вториот блок, разликата ќе ја плаќаат по највисока цена. Кога се во прашање цените, Беслимовски објасни дека за потрошувачка до границата од првиот блок, најверојатно 250 киловат-часови, би се плаќала цена за киловат-час која е пониска од сегашната, односно помалку од 7,32 денари за киловат-час. Колку точно пониска, не кажа. Потрошувачката меѓу 250 и 500 киловат-часови ќе се наплаќа грубо по сегашната цена, а таа е 7,32 денари за киловат-час. А потрошувачката над 500 киловат-часови месечно ќе биде по пазарната цена, околу 15 денари за киловат-час. Беслимовски тврди дека се обидуваат моделот да биде таков, што оние што немаат друга опција освен да се греат на струја, да не влезат во третиот, најскап тарифен блок. Значи ќе водиме сметка и овие категории на потрошувачи да бидат опфатени со цел да имаат некаква сигурност и релативно стабилни трошоци, односно не високи трошоци за електрична енергија, бидејќи можеби тие би имали друга опција доколку имало развиен систем за топлинска енергија. Не треба да стравуваат тие што ги вратија ќумбињата на дрво и што земаат клими, инвертори и други. Не треба да стравуваат, значи се водиме и овие категории на потрошувачи да бидат опфатени во блоковите. Што ќе значи сето тоа во пракса? За оние што трошат до 500 киловат-часови месечно, најверојатно се ќе остане по старо. А оние што трошат до 250 ќе добијат и нешто помали сметки. Но за оние што трошат повеќе направивме груба пресметка. За пример, зедовме сметка за електрична енергија од семејство кое живее во куќа и се грее на струја. Според актуелниот начин на тарифирање, тоа семејство во еден од зимските месеци платило 10.446 денари за потрошени, 1071 киловат-часови во висока и 525 киловат-часови во ниска тарифа. По новиот тарифник, ЕСАПот би бил ваков. За ефтина тарифа би платиле по старо 525,4 киловати по 3,67 денари, еднакво 1928 денари. За скапата тарифа, за потрошувачката до 250 киловати, би платиле околу 1737 денари по предпоставена цена од 6,95 денари за киловат-час, односно цена 5% пониска од актуелната. Овој процент е само наша предпоставка, која сметаме дека одговара на најавата за нешто пониски цени за првата тарифа. Следните 250 киловат-часови до 500, ова семејство ќе го чинат 1830 денари. Под услов, ако остане ветувањето дека за вториот тарифен блок ќе остане актуелната цена. Преостанатите 571 киловат-часови, ако се пресметуваат по пазарна цена како што најави Беслимовски, а која изнесува околу 15 денари за киловат-час, ќе го чинат ова домакинство 8565 денари. Кога ќе се додаде ДДВ-то од 5% и јавното осветлување, сметката која зимава чинала 10.446 денари, со новиот тарифен модел ќе чини 14.947 денари, односно 4.500 денари или 45% повеќе. Дали моделот ќе биде прифатен и како точно ќе изгледа,
ке зависи од јавните дебати, вели Бислимовски. Она што е јасно е дека од кога ќе ги презентираме блоковите, ќе одржиме неколку јавни расправи. Ќе го чуеме мислењето на сите експерти во земјата, доколку не се согласуваат да се поведат, нема да ги воведат. Иако Бислимовски вели дека јавноста ќе му пресуди на предлогот, голема е веројатноста дека тој наскоро ќе влезе во примена. Моделот не го промовира само регулаторната комисија, туку за потребата од такво нешто веќе зборува и владени представници, вклучувајќи го и премиерот Димитар Ковачевски. Сепак, дали и на колку домакинства ќе им се стемни од новиот тарифен модел, ќе се знае доволно порано пред стартот на новата грејна сезона. Оние што имаат опција, ќе можат да размислат и за промена на начинот на грејење од октомври. Цената на електричната енергија ги засега сите домакинства, но многу домови и понатаму користат други начини на загревање, па за нив е поважна цената на други енергенси. Петар Клинчарски провери какви се цените на огревното дрво и на пелетите. Сликата е далеку од розова. Пелетите се поскапени за 50%, а дрвата најверојатно ќе поскапат летово, до 20%. Дрва и пелети – тоа се два од најпопуларните енергенси за загревање на домакинствата во земјава, заедно со електричната енергија и парното. Во очекување цената на струјата да се зголеми, но и неизвестноста колку ќе чина другите енергенси, граѓаните со кои разговаравме велат дека веќе се во недоумица на што да се греат следната зима. На дрва сме се грели, ама сега дали ќе успееме да купиме, не знам. Дрва. Зошто? Па пари треба. Многу пари треба. Не знам што ќе правим. Струјата 5-6 илјади доаѓа. Дрвата исто. Ама да, колку ќе се толку, мора да купиш, да се грееш. Тешко на нас. Све е поскапено. Тие што се греат на пелети и на дрва, нарачките ги прават уште сега. Огревното дрво е единствениот енергенс што не поскапе досега, барем според ценовникот на најголемиот производител Национални шуми. Цената е непроминета од 2014 година, но таа најверојатно ќе се зголеми пред оваа грејна сезона до 20%. Како предпријатие размислуваме да и понудиме на владата зголемување на нашите цени, меѓутоа тоа е одлука која ќе ја донеси владата и претходно ќе треба да се изјасни управниот одбор на предпријатието. Најголемиот дел од нашето производство е користење на нафтата, односно на дизел горивото, бидејќи ние имаме машини кои работат на дизел гориво. Во 2014 година имало некои други цени на нафтата, на зоденешната цена од 90, скоро 90 денари или евро и пол за литар дизел, ние верувајте произведуваме само загуби со производството и на огревното дрво и на техничкото дрво. Новиот предлог ценовник ќе биде доставен до владата, најверојатно кон крајот на јуни, до кога ќе се прават дополнителни анализи. Ако владата го прифати тоа што го најавуваат од Национални шуми, кубен метар бука, на пример, од 2890 денари ќе поскапи на околу 3500 денари. Директорот Груевски сепак појаснува, тие што ќе склучат договори пред евентуалната владина одлука, ќе платат по стара цена. Оваа година имаме рекордна побарувачка на огревно дрво и рекордна побарувачка на техничко дрво. И ние сме можеби една од индустриите кои не можат да произведат толку колку што можат да обезбедат пласман. И тоа е навистина реткост во Македонија. Меѓутоа и по оваа цена мислам дека дрвото ќе биде најевтиниот енергенс кој ќе може да го користат граѓаните. Повисоките цени на дрвото се само најава, но повисоките цени на пелетите се веќе реалност. Ако минатата година вреќе од 15 килограми се продаваше за 160 до 200 денари, сега чини и на 300 денари. Ела Пелети е компанија во Богданци која произведува пелети од 2019 година. Имаат капацитет на производство од 6000 тони годишно и планираат да го зголемат за уште 1000. Но ги зголемиле и цените пред се поради повисоките цени на енергенсите. Грејната сезона заврши, имаше некој си зголемување, значи некој си 15% може зависи негде до просторот и на превозот до 20 максимално, затоа што не е исто транспортот на 20 км и на 200 км транспортот. Најголем проблем сега во моментот настана и со нафтата, значи голем дел го работиме со нафта луѓето да сработат треба нафта. И така да тука е најголем дел, тоа се
зголемувањето и на електричната струја, да. Проценките на Симо Тренчовски се дека пелетите ќе поскапат уште еднаш пред зимата. Одговорот на прашањето за колку вели ќе зависи од цената на струјата. Македонски шуми мислам дека и да има некоја покачување нема да е нешто посебно многу. Со струјата ако е на пример до 10%, 15% и се вкупно ако е 20 нема да биде и покачени производот 20, ќе биде 10%. Значи така да нема да очекуваме некој ќе има покачување. Сигурно до крај на грејната сезона, не сега во моментот, грејната, ама не верувам дека ќе биде повеќе од 10%. Ела Пелети е компанија која во процесот на производство, од почетокот до пакување, користи суровини од македонско потекло, но голем дел и од производителите и од трговците се увозно зависни. Генерално, земјава произведува само 20% од побарувачката на пелети на домашниот пазар, а дури 80% се увезува. Најголем дел од увозот доаѓа од Србија и од Босна и Херцеговина. Владата во Белград пред само неколку дена го забрани извозот на дрвни сортименти од суштинско значење за домашната индустрија, вклучувајќи ги и пелетите. Поради изголемениот извоз во претходните години, изголемената побарувачка за овој вид гориво на светскиот пазар, недостигот од овие сортименти најмногу ги погоди производителите на пелети и огревно дрво. Привремената забрана за извоз е ограничена на 60 дена. Таква одлука уште од март годинава заговара и Босна и Херцеговина, но се уште не е донесена. Пред неколку дена тамошната влада ги задолжи ресорните министерства во рок од 15 дена да подготват иницијатива, која подоцна ќе ја испрата до Советот на министри на Босна и Херцеговина. Имајќи ги предвид постоечките настани со растот на извозот и цената на пелетите, кои секако ќе оневозможат обезбедување на доволна количина од истите, со економски прифатлива цена за пазарот на Босна и Херцеговина, сметаме дека е неопходно владата на Федерацијата Босна и Херцеговина да забрани извоз на пелети од државата. Пелет Центар е компанија со 10 годишно искуство во продажба и дистрибуција на пелети. Собственикот Владимир Стојановски вели дека од почетокот на работата па досега не се соочиле со криза како актуелната и тој не може да исклучи повторно поскапување на пелетите. Со последниве ситуации, со последниве информации за забрана за извоз од Босна и Херцеговина и Република Србија, тоа може да претрпи промена, посебно што огромен дел од нашите количини ги увезуваме од таму. Бугарија беше исто така еден извор на Македонија како држава кај што увезуваме пелет, меѓутоа и од таму веќе неколку месеци нема сериозно производство заради исто така проблем со количини на дрвна маса, на репроматеријал. Така да конкретно јас не можам да ви дадам одговор на тоа, јас само можам да се надевам дека нема да има понатамошно поскапување. Една од причините за повисоките цени, вели Стојановски, е што уште пред забраните и Босна и Херцеговина ги намалиле предвидените количини на дрва за сеча. Чисто за една кратка илустрација, ние имаме например соработка со една фабрика од Србија која што е најголем производител на Балканот, произведува преку 80.000 тони годишно пелет. Ние соработуваме 10 години со нив од првиот ден наше постоење. Ние последниот увоз ги имавме од нив на 22 11. Тек сега во мај месец увезовме една мала количина после цели 6 месеци. Значи тоа ви кажува кога една таков капацитет не може да ве прати, ви кажува целата слика. Во големата слика за поскапувањето на пелетите, Стојановски ја додава и војната на истокот, бидејќи особено Украина била голем снабдувач на пелети за западноевропскиот пазар. Во ситуација кога Украина не може да ги испорача своите капацитети према тие држави, тие западноевропски држави почнаа да прават сериозен притисок врз балканските земји, каде што ние, значи, се снабдуваме со пелет и имаме една ситуација каде што тие земји буквално доаѓаат и не прашуваат за цена, само бараат количина. Во една таква ситуација е многу тешко ние како помала економија и покрај сите напори, и покрај сите да речем контакти и врски што ги имаме со и деловни соработки со тие земји, многу тешко доаѓаме до количини, а и тие количини кои што доаѓаме по високи цени. Летото може би уште не е почнато, но веќе е јасно дека загревањето на домовите во предстојната зима ќе биде поскапо на сите енергенси. Прашањето е само на кој енергенс поскапувањето ќе биде најмало.
Серијата стории што 360 степени ги објави од ноември наваму за индикативните шеми со купопродажба на ниви за фотоволтаични централи на ЕВН електрани, деновиве кулминираа со кривична пријава од финансовата полиција и следствено истрага од Основното јавно обвинителство Скопје за 7 лица, осомничени дека сториле кривично дело измама во службата или помагање при вршењето на ова дело. 5 мина завршија во притвор, еден е во куќен притвор, а еден со други мерки на предпазливост. Во ова издание подсетуваме на сегментот првата сторија што ја објавивме на оваа тема. Живописни, но речиси напуштени се селата на север од Делчево. Нивите во околината на кои сепак се уште се работи земјоделство, немаат речиси никаква пазарна вредност. Може би токму тоа била причината на ЕВН електрани, фирма ќерка на ЕВН Македонија, да купи некои од овие парцели за да гради фотоволтаични централи. Бизнис логиката е едноставна. Владата нуди премии за електрична енергија добиена од сонце, а еден од условите е електраната да биде на земјиште кое е во собственост на производителот. Направа, ништо спорно, но документите до кои дојде 360 степени откриваат поинаква приказна. Во Делчево, ЕВН електрани купиле најмалку 7 парцели, две од лицето Дарко Т. За вкупно 6780 метри квадратни му платиле 5.152.800 денари, односно близу 85.000 евра, или во просек 760 денари по метар квадратен. Уште 5 парцели купиле од лицето Владко И. За вкупно 38.243 метри квадратни му платиле 30.629.220 денари, односно половина милион евра, или во просек по 800 денари за метар квадратен. Договорите на ЕВН електрани со Владко И и со Дарко Т се склучени на ист датум, 21 септември 2021 година, неполна недела пред стартот на кампањата за локалните избори. Со договорите, ЕВН електрани се обврзале да ги исплатат продавачите во рок од 15 дена од склучувањето на сделката. Она што е сомнително е дека и Владко И и Дарко Т станале собственици на нивите непосредно пред да ги продадат на ЕВН. Документите со кои располагаме за две од нивите кои Владко И ги продал на ЕВН електрани на 21 септември покажуваат дека тој ги добил во своја собственост само 3 недели порано, на 1 септември. Велиме ги добил, затоа што не ги купил, туку му ги подариле предходните собственици за без пари. Уште истиот ден, Владко И поднел даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок, кој изнесува 5%. Во тие документи може да се види и колкава е проценетата вредност на нивите. Ако таа вредност се подели со бројот на квадрати, се доаѓа до заклучок дека проценетата вредност за едната нива е 15 денари, а за другата 20 денари за метар квадратен. За подсетување, ЕВН ги купува за 800 денари по метар квадратен само 3 недели подоцна. И додека општината, управата и обвинителството се резервирани за детали, целиот случај може да добие и дополнителна димензија поради личните биографии на дел од лицата вклучени во сделката. На договорите со кои ЕВН електрани го купува земјиштето во име на компанијата, како управители се јавуваат лицата Мирослав Митровски и Игор Гиевски од Скопје. Митровски не е познат во јавноста надвор од својата област на работење, но Гиевски има политичка кариера. Тој е поранешен председател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ и поранешен советник во град Скопје од редовите на истата партија. Едниот продавач, Дарко Т, исто така има врски со ВМРО ДПМНЕ. Бил советник во општина Делчево од 2013 до 2017 година. Продавачот Владко И пак, според објави на Твитер од почетокот на годинава, бил или е член на обезбедувањето на лидерот на опозицијската партија, Христијан Мицкоски. Инаку сите споменати во овој сегмент од сторијата што го видовте се осомничени во истрагата што ја отвори обвинителството. Во продолжение следува најавеното интервју со амбасадорката на Сојузна република Германија Анке Холштајн, во кое доминираат прашања за блокираниот пристапен процес на Северна Македонија во ЕУ. Со Холштајн разговара Владимир Мирчевски. Амбасадорке, што може Германија да направи во однос на блокираните евроинтеграции на Северна Македонија? Wir haben seit 2 Jahren alles Mögliche, was in unseren Kräften steht, versucht,
um den Disput zwischen Nordmazedonien und Bulgarien eine Lösung zuzuführen. Besonders intensiv waren unsere Anstrengungen im zweiten Halbjahr 2020 während unserer Ratspräsidentschaft. Wir waren fest davon überzeugt, dass es uns gelingen würde, bis zum Ende unserer Ratspräsidentschaft die Beitrittsgespräche eröffnen zu können. Wie wir alle wissen, das hat nicht geklappt. Auch danach gab es zahlreiche Gespräche, einen sehr, sehr intensiven persönlichen Einsatz vom Bundespräsidenten, von der Bundeskanzlerin, vom jetzigen Bundeskanzler, von Minister Maas, von Ministerin Baerbock. Es gab hochrangige Diplomatenreisen in die Region. In Kürze werden wir einen neuen Versuch starten. Bundeskanzler Scholz wird Gespräche in Skopje und in Sofia führen. Wir sind der Auffassung, dass Bilaterales keinen Platz im Erweiterungsprozess haben sollte. Bilaterale Schwierigkeiten sollten parallel zum Beitrittsprozess bilateral gelöst werden. Wie wir alle wissen, Nordmazedonien hat seit langem den Beginn der Beitrittsgespräche verdient. Es hat alle Bedingungen, alle Voraussetzungen erfüllt. Der Beginn ist mehr als überfällig. Aber dennoch bleibt es wichtig, motiviert weiter Reformen engagiert umzusetzen. Nur so ist eine weitere Annäherung möglich. Zur EU-Mitgliedschaft gibt es keine Alternative. Wie engagiert diese neue Bundesregierung ist, zeigt sich zum einen darin, dass schon im Koalitionsvertrag ein ganzer Absatz zum westlichen Balkan enthalten ist. Diesen Worten sind auch Taten gefolgt. Ganz früh in ihrer Amtszeit ist Staatsministerin für Europa und Klima Lührmann nach Skopje gereist. Und wir haben als Zeichen der besonderen Aufmerksamkeit, die die Bundesregierung dem westlichen Balkan widmet, erstmals einen Sondergesandten für den westlichen Balkan, der auch in Kürze hierher kommen wird. Неспорен е германскиот ангажманот на германската влада во изминатиот период. Прашањето е што останува, кои се другите можности или начини за Берлин да влие, да се предомисли, да се промени ставот на официјална Софија? Seit nunmehr 3 Monaten führt Russland einen Angriffskrieg in der Ukraine. Die Ukraine verteidigt unsere Demokratie, unsere Werte, unsere Freiheit. Das hat dazu geführt, dass NATO und Europäische Union noch viel enger zusammengerückt sind. Das ist eine völlig neue geopolitische Lage. Und in dieser neuen geopolitischen Lage ist Erweiterungspolitik mehr als je zuvor auch Sicherheitspolitik. Und das sollte jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union begreifen. Кажавте дека секоја земја членка треба да разбере колку е важно проширувањето, но како една земја членка ја држи во заложништво целата Европска Унија преку неисполнување на таа стратешка цел, а тоа е конкретно продолжување на проширувањето кон Западен Балкан. Es gibt viele Gründe, dass die Europäische Union in vielen Bereichen, in den meisten, das Einstimmigkeitsprinzip hat. So auch bei der Erweiterung. Das ermöglicht jedem Mitgliedstaat, seine Position zu Gehör zu bringen. Es ist nicht nur in der Erweiterungspolitik schwierig, auch in der Sanktionspolitik zum Beispiel, wo auch striktes Einstimmigkeitsprinzip herrscht, ist das mitunter sehr schwierig. Es wird oft sehr lange diskutiert. Inzwischen gibt es eine Reihe von Vorschlägen, schon länger gibt es eine Reihe von Vorschlägen, wie man in dem einen oder anderen Bereich vom Einstimmigkeitsprinzip abrücken könnte. Im Bereich der Erweiterung gibt es den Vorschlag, dass man diese einstimmige Abstimmung erst dann vornimmt, wenn der gesamte Verhandlungsprozess abgeschlossen ist. Aber das gilt noch nicht für den jetzigen Moment. Für den jetzigen Moment müssen wir leider mit dem in vielen Bereichen sehr gerechtfertigten, aber schwierigen Einstimmigkeitsprinzip leben. Имаше, може да кажеме дека се уште има големи очекувања од јуни, дека можеби до тогаш ќе се реши прашањето, иако последните најави, изјави кои што ве дојдоа конкретно од Рим, се дека тоа е малку веројатно. И самиот висок представник на европската надворешна политика Јозеп Борел кажа дека ако во наредниот период, барем до крајот на француското претседателство, нема решение за прашањето, односите севкупни на Унијата и Западен Балкан ќе западнат во сериозна криза. Es steht außer Frage, dass der stockende Annäherungsprozess die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union in der Region massiv untergräbt und auch die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union als solche.
Außerdem lassen wir Raum, den andere füllen können. Wir müssen auch weiterhin alles unternehmen, damit es vorangeht. Das steht völlig außer Frage. Dazu gehören im Übrigen auch Visaliberalisierung für Kosovo und Fortschritte bei den Beitrittsgesprächen mit Serbien und mit Montenegro. Die EU steht für 80% des Außenhandels von Nordmazedonien. 50% davon entfallen auf Deutschland alleine. 70% der ausländischen Direktinvestitionen kommen aus der Europäischen Union. Ein großes Volumen an Transferleistungen von in der EU arbeitenden Mazedonierinnen und Mazedoniern ist wichtig für den Cashflow im Land. Die wirtschaftliche Entwicklung ist auf das Engste mit der Europäischen Union verknüpft. Insofern ist der eingeschlagene Kurs und eine Fortsetzung des engagierten Reformkurses für Nordmazedonien alternativlos. Es geht um Rechtsstaatsbereichsverbesserung, um Korruptionsbekämpfung. Wenn man zum Beispiel für die Zahlung von mehreren Millionen Kaution Haftverschonung erhält, ist das etwas, was nicht zum Vertrauen in die Justiz des Landes beiträgt. Es geht um Professionalisierung und Verschlankung der Verwaltung, um transparentes, vorhersehbares, effizientes Verwaltungshandeln. Das ist im Übrigen auch wichtig für das Investitionsklima im Land. Es geht um gute Schulbildung, gute Ausbildung für junge Menschen, um Jobangebote für junge Menschen, damit sie im Land bleiben und die eigene Zukunft gestalten können. Energiewende, Klimaschutz, Umweltschutz. In diesen Bereichen gilt es, europäische Regelungen umzusetzen, und das ist absolut kein Selbstzweck, sondern das verbessert die Lebensqualität der Menschen und modernisiert das Land. Се согласувам со вас дека има уште многу работи кои што треба да се завршат за ово општество да дојде до нивото на Европската унија. Меѓутоа, нели токму европскиот процес е тоа што ќе го држи во форма реформскиот курс на земјата. Нели е тоа што ќе води напред земјата за да ги поправа работите за да стигне до нивото. Ако не може да се дојде до нивото за почеток на преговори, многу е тешко да се бара, само да се испорачува од ова општество. Ich kann gut verstehen, dass es schwerfällt, die Motivierung hochzuhalten, wenn man sich schon 17 Jahre im Warteraum für die Europäische Union befindet. Wir sind uns da alle einig, aber wie gerade dargestellt, ich halte die ganzen Prozesse für völlig alternativlos und für wichtig und richtig für das Land. Повторно се враќаме на процесот кој што е заложник на историски прашања за сметка на иднината на земјата. Ова ве прашувам бидејќи вие доаѓате од земја која што имаше сериозни прашања со своите соседи и успеа да ги реши на еден наевропски можен начин да се удрат темелите на Европска унија. Also bei Erweiterungsrunden in der Vergangenheit war es allen Mitgliedstaaten immer wichtig, bilaterale Fragen und historische Fragen, wenn sie zum Streitpunkt werden, sind immer irgendwie bilateral, ansonsten würde man sich nicht drüber streiten. Solche Fragen sind in der Vergangenheit immer draußen gehalten worden, und das ist das richtige Prinzip und das sollte man auch beibehalten. Дали Германија ја оправдува историската уцена од страна на Бугарија, бидејќи така изјави премиерот Димитар Ковачевски дека безмалку сите земји членки на Европската унија ја оправдуваат уцената со историски прашања од страна на Бугарија. Die Aussage vom Premierminister meines Gastlandes möchte ich nicht kommentieren. Ich bin Diplomatin. Ви благодарам многу. Благодарам. Ова беа пораките од амбасадорката на Германија во земјава. Наред уште една пауза за реклами по која ве поканувам заедно да ја одгледаме новата саботажа на Сречко Поповски. Не постои ниту еден пиар стратег кој ќе обмисли таква кампања за власта како што тоа и се случува на опозицијата. Од нигде никаде нивниот лидер воскликнува на борбата против криминалот и корупцијата. Не баре тој, а не Ковачевски е премиер. Времето на неказниви поединци во општеството заврши. Времето на луѓето кои што мислат дека ќе си поигруваат со законот заврши.
Промената на улогите може да се забележи и во однесувањето на социјалдемократите. Наеднаш кај нив се разбуди толкаво ниво на патриотизам, што покрај булевари Плоштад, со старото уставно име, предлага да се именува и некоја нова улица во Делчево. Контекстот и поради ситуацијата во која се наоѓа целата наша држава, во која е нападнат македонски идентитет од наш досед, предлагам таа улица конкретно да биде крстена Македонија. Сакам само да напоменам дека Социјалдемократскиот сојуз распиша референдум за промена на името од Македонија во Северна Македонија. Хипокризијата во нашето општество изгледа толку голема што оние кои постојано го менува идеолошкиот дрес за да дојдат до некоја позиција. По недостиг на огледало, јавно отвараат дилема за тоа како се станува државен функционер од највисок ранг. Со Љупчо баравме дури и по енциклопедија и вртевме. Нема случај во демократија, дури и во автократија, заменик министр да авансува премиер. Не може да најдеме пример. Може би е поедноставно од портпарол да се стане вице-премиер, но тоа не го доведува под знак прашални капацитетот, способноста и покрај отсуството од изборните листи, од тие што имаат можност делумно објективно и од академски ракурс да ја наблюдуваат состојбата. Ош не прецизно говорат за потезите што секој што раководи мора да ги направи. Да ги истегне ушите на овие што се во производството, ако не знаат, ако не можат, да ги смени со способни луѓе. А тие навистина веќе тешко се наоѓаат, бидејќи амбиентот во државата е така политички и партиски загаден, што индексот на квалитет е паднат на толку ниско ниво. Па секој домашен хедхантер веќе подолго време го повторува истото. Не си излегува надвор, смрди и дои лути на очите. И на крајот, единствена шанса нешто да се смени е конечно да почнат да не разбираат. Ще ви помоля да говорите по-бавно, като ми задавате въпроси, защото македонски език не е български. Той за мен е чужд език и аз не го разбирам до край. По-бавно, ако обичате. Ние помалку или повеќе го разбираме тој јазик, ама не можеме да ја сватиме нивната политика. Оти таа, а не ритамот на говорот од браќа со сите сили прави странци. Саботажата беше наше финале за вечерва. Благодарам што бевте со 360 степени налсат следуваат вести. Ние се гледаме в петок од 22. Пријатно!